Добар ден, криптоентузијасти. Мислам дека сме во програма, верували или не, после 7 месеци нашиот Никола Давидков повторно назад на популарно барање на заедницата. Моравме, значи, со пол да го вратиме назад, со потерница и да се надеваме дека ќе ни остане, па дека ќе се слушаме вака почесто. Знаете и сами, значи, ова беа едни од најгледните видеа. Од друга страна, значи, Никола Давидков од секогаш бил почесен гостин на нашиот канал и има доста што да се слуша, значи добро е кога на каналот имаме и втор глас, каде што можеме да споделиме и знаење нормално, а и дополнително да слушнеме, нели, второ мислење за сите овие теми. Пред да го оставам Никола да продолжи со најавата, само сакам на кратко, значи во денешниот подкаст ќе разговараме за 4 главни теми. Овие теми беа уште пред 7 месеци изгласани, така да денеска само треба да ги патосираме. Значи, што се крипто до нова година, главни коини овој бул маркет, диви од близок исток и светска војна. Повели Никола, добре дојде. Благодарам на поканата уште еднаш, брат. Само да растеме, да се шири каналот, да не пратат што е можно поише луѓе. Драго ми е што повторно гостувам. И еве вака чисто да си кажам на старт да се сабскрајбнат, да лајкнат, да шернат со тоа што повеќе луѓе би го чуле видео и општо целиот канал на CryptoGamidžija. Поздрав до сите. Фала, брат. Ева га сега, ја, ако не му смета на Никола, би почнал со првата тема, чисто нели да се загрееме. Значи, ја верувам дека криптоделот, како и секогаш, ќе биде најбитниот на нашиот канал и на ова видео нормално, со тоа што прво нормално ќе почнеме со тоа што очекуваме со крипто до нова година. Сега јас ќе пробам во кратки црти да покажам што има моментално за овие очекувања, затоа што мислам дека трендот е крајно јасен. Значи, ова е проекција на еден од админите на Binance. Значи, ова може да го најдете и на Binance, го имаат постирано на нивната официјална страна, дека практично имаат очекување дека ова е стандарден bear trap, нешто што до сега сме го виделе во претходни циклуси, со тоа што само сакам на луѓето кои што го гледаат ова видео да им дадам, значи, некои генерални, знаете како најголемиот проблем на сите оние кои што учествуваат во криптопазарот е што го гледаат чартот на 1 час, на 15 минути. Значи, кога нешто не ви јасно, одзумирајте, видете каде се наоѓаме. Така да можеме да видиме јасно дека после секој халвинг доаѓа бул маркет. До сега тоа било неминовно, 2012, 2016, 2020 и нормално сега 2024. Со тоа што ако го споредиме ова за биткоин чартот предходно, можеме да кажеме дека ова до сега е уствари најуспешниот бул маркет до после самиот халвинг, затоа што ние успеавме да достигнеме бул маркет all time high уште пред да дојдеме на самиот халвинг. Нормални се стагнации, тоа е нешто што сакав да го покажам сега. И сега, ова што го видовме на почетокот во овој чарт, истото го имаме и во овој чарт. А тоа е ова сакав јас да го кажам баш бомб. Или психологија на тргување, нешто што ние доста добро сме го обработиле на самиот канал, со Никола сме го зборувале многу пати. Е сега, значи овој чит шит е изграден врз база на Net Unrealized Profit Loss показател, кој што ни покажува каков е сентиментот на пазарот. Со тоа што моментално можеме да видиме дека историјата се наоѓа на границата помеѓу оптимизам и белив. Ако тоа го видиме на чит шит и како изгледа во еден циклус, тоа би било буквално во овој дел. Со тоа што овдека можеме да видиме буквално дека границата помеѓу оптимизам и белив е започната со bear trap, она што може да го видите овде, а што беше представено на овој, да речем, чарт. Значи, тоа е во овој дел каде што веќе зборуваме за стандардниот психолошки чарт. Додека, многу битна работа. Значи, кога ќе погледнеме од аспект на време траење на еден циклус, знаете, сами дека 4 години е халвинг циклусот на биткоин. И ако споредиме предходно, можеме да видиме дека дното на првиот bear маркет до дното на вториот bear маркет е 47 месеци. Стандарден биткоин циклус. Вториот до третиот е 47 месеци. Ова е циклусот кој што го следиме постојано. Со тоа што од дно до првиот халвинг имаме 17 до 18 месеци. Тоа е стандардно, гледаме дека до сега 3 пати се случува. Е сега, зошто велам дека има време? Многу од луѓето мислат дека го пропушти. Не сте пропуштиле ништо. Иако биткоин во оваа ситуација, ако погледнеме историски, до овој момент он направил околу 300%. Ние не сме ни почнале. Зошто го велиме тоа? Затоа што ако споредиме каде се врвовите историски од дното, истите доаѓаат на 3 години. Значи 35 месеци од дното до конечно воспоставување на врв на циклус.
Тоа не значи дека секогаш ќе биде така, но сега за сега во 2, тоест 3 цели циклуси веќе сме го искусиле. Значи од дно до врв 35 месеци, од дно до врв 35 месеци, што значи врвот или крајот, да речеме, на следниот бул маркет го става негде во октомври, ноември наредна година. Дури и да не чекаме до октомври, ноември наредна година, ќе имаме уште енормно голем дел на време пред нас. Зборуваме година и пол практично пред да заврши овој бул маркет. И ова чисто онака за крај, значи уште еднаш ќе напоменам. Не заборавајте дека, значи циклусот, како што веќе кажавме, на крајот од денот, барем на нашиот канал, го следиме 4 годишниот халвинг циклус, кој што досега не разочарал. Зошто? Затоа што е математичко алгоритмична операција. Значи дека на 4 години го намалува тоест производството на биткоин на дневна база. И сега, ако погледнеме како изгледа 4% после халвингот новиот циклус, затоа што секој нов циклус започнува со халвинг. Можеме да видиме дека истиот е најчесто, како што може да видите и сами, со стагнација. Значи, в 2012 година сме имале стагнација, 2016 година сме имале пад, 2020 година сме имале хоризонтално движење на пазарот. Што имаме моментално? Имаме скок и сега моментално имаме повлекување. Ништо надвор од вообичаеното. Така да, ако мене ме прашувате, мислам дека се наоѓаме комплетно на сосема нормален дел од циклусот, пред најдобриот дел и проблемот е што многу од луѓето продадоа и мене ми е жал. Нормално ние не можеме да кажеме на никого што да прават, значи ние не сме финансиски советници, но според она што ние сме го анализирале, а и Никола е долго време на пазарот, исто и јас, мислам дека ова е потенцијално најдобриот дел од пазарот кој што се уште не дошол пред нас. Повеќе Никола, ако сакаш може да ги одлично објасни брат. Сега само ќе те молам да ќе се навратам јас после на сликиве, отвори ги последните две ти што ги покажа сега последно. Само секунда. За ова зборуваме или за ова? Ево тука. Овдека брат, ова како лектира, мислам треба да си го гледаат, значи постојано, ми се свиѓа ова све како си го направил, секоја чест брат. И сега јас тука пошто има нели 3 халвинг циклуси, тоест 4, ама тој првиот е бајќ поотамна, да. И сега овдека пишува, гледаш кај што е самата линија на првиот халвинг, баш кога се случил тој халвинг одма, значи непосредно во самиот халвинг имаме дамп. Значи баш буквално две свеќи големи црвени има во самиот халвинг. На следниот халвинг со короната, тој дамп се случува пред халвинг. Така. И после халвингот. Еден месец после халвингот имаме дамп, погледни. Тоа е да, но генералниот голем дамп е пред халвингот. 6000, точно. Да. И сега на следниот, овој халвинг што беше, помина халвингот, на самиот халвинг имавме пред халвингот добар памп, кај што го погодивме и двајцата, кога сите збореа и не плукаа дека ќе паѓа, ќе иде, морав да го потенцирам тоа, значи го погодивме, не дека сме нешто баба Ванги, него искуството си го прави своје. Статистика и техничка анализа, нормално. И сега тука само ќе додадам дека бидејќи претходно било на самиот халвинг дампот, на короната беше пред, а на овој халвинг јас очекувам посериозниот дамп со оглед на политичката и геополитичката констелација у светот моментално да биде после халвингот. Така да не сте закасниле, не се брзајте, тоа што ви го каже Антонио, ќе си имате поповолна позиција за влез. Така да мене ако ме прашувате, само трпение, спасение, ќе дојде тој момент, значи тоа иде gradually, then suddenly, така го викаат. Иде постепено и после одеднашка бам ќе направи. И тоа се случува у моментот. Тоа сакав да го додам, кратко јасно. Исто оние кои што го следат нашиот канал, ова го спомнавме затоа што ова е доста битно, само на кратко ќе отворам еден таб затоа што верувам дека многу луѓе ќе сакаат да го видат, значи ако погледнете на Google Trends, што е доста на работа, на search, да. Значи ова е практично да видиме што луѓето бараат на интернет, што е со цигански работи. Значи, гледате, ако погледнеме што се случува, значи колку луѓе моментално бараат за биткоин. Ова е многу битна работа, зашто? Затоа што ќе покажува колку луѓе моментално се заинтересирани за оваа тематика на практично светско ниво. Погледнете. Ќе се поклопи муабетот. Погледнете. Значи
ако сме биле на врвот на бул маркетот, како што тоа било во 2018 година, каде што имаме 100, практично ова е највисоко. Да, значи ова е највисок степен во кој што луѓето барале што е тоа биткоин, се разбираме. Што значи ние во 2021 година според овој резултат сме стигнале до 75% од овој резултат, а сега се наоѓаме, верували или не, на веројатни 19%. Што значи ритейл секторот е комплетно незаинтересиран за тоа што е биткоин. Зошто е ова битно? Без ритейл секторот нема профит. Ритейл секторот е тој кој што практично големите китови го користат како топовско месо, како излезен капитал, што значи дека кога ќе дојде конечно ритейл секторот да скокне. Значи овдека овој скок што го добивме на 42 беше само заради тоа што почнаа да слушаат BlackRock. Не ни дојде PS. И тоа беше тоа. Дополнително овдека еве ќе земеме уште една битна работа, значи ќе ставиме крипто ќе ставиме, значи нормално повеќе како крипто. Значи погледнете. Иста ситуација, така? Значи овдека сме имали обратна ситуација. Луѓето биле позаинтересирани во 2021 година, но споредбено со 100, практично 100% најголема прегледност на овој збор, ние се наоѓаме на неверојатни 33. Значи една третина од тоа колку луѓето може да бараат, а да не заборавиме, значи ако ги споредиме претходните циклуси каде што најголема вест беше MicroStrategy влезе во биткоин и најбукеле го направи биткоин да биде платежно средство во Ел Салвадор, држава која што не знае 99% од населението во светот да ја најде на картата. Да. Сега, значи за разлика од претходните два бул маркети, влеговме во ситуација каде што најголемите корпорации, BlackRock, Invesco, Fidelity, не само корпорации што отворија биткоин спот ETF, имате биткоин спот ETF во Австралија, имате биткоин спот ETF во Канада, имате биткоин и етериум се тргуваат на германската берза и на англиската берза. Сингапур најавува биткоин спот ETF, Јужна Кореја најавува биткоин, значи нема кој не е заинтересиран. Лондон исто, Лондон. Дојдовме во ситуација банки во Швајцарија на буквално да ти пуштаат понуди, купи си биткоин, замисли. И Турција сега искочи. Нормално брат, како нема да искочи? Погледни го ова. Само по момент. Најголемата банка у Турција им нуди крипто услуги. Гледај зошто. Значи, ради туркиш лира. Нестабилноста на турската лира. Значи нестабилноста на турската лира е смешна. Само да отворам чарт, се обидам. Иначе ми извинат гостите ако ми е така малку подзарипнат гласот. Имавме свадба за тоа. Да, значи Никола ни се веселеше. Погледнете што се случува со биткоин во турска лира моментално, во цената на турска лира. Не е во all time high, во 3 all time high моментално. Што значи ова е долго трајно, тоа што ќе го зборуваме на третата тема, тоа што јас се обидам да им го објаснам на луѓето. Имате gains кои што ги добиваме во еден циклус, но имате gains, зборуваме профит, кој што ќе го добиеме кога конечно ќе колабира монетарниот систем во светот. Зборувам сите монети. Без разлика дали е долар, дали е евро, дали е рублја, дали е јен, нема никаква врска. Значи, вака изгледа цената на биткоин кога одредена монета или валута ќе добие хиперинфлација, а сите се движат во истата насока. Значи нема валута која што не се во иста насока. Така. Сега, ова би било, барем според мене, најбитниот дел кој што луѓето треба да го забележат кога станува збор за она што го очекуваме. Нормално сега јас втората тема која што треба да разговараме денес, мислам дека може да преминеме, оприлика е јасно. Или имаш нешто да додадеш дополнително? Овие слики, ама не може да преминеме секако, тоа е техничкиот дел. Подобро, сега брат, поради тоа што после треба да зборуваме за altcoin. Добро, чим го отвори овој чат, баш сакав да ти кажам овој прв да го ставиш. Да, ова е фактички total market cap на криптото во USDT во сооднос со биткоинот. И сега еве тука сме јуни, претходно, значи Фед кога ги најавило дека ќе ги скрати рейтовите, но не пред 2020, баб се случува падот во таа жолта зона каде што е одбележано и потоа нели допира дно доле и се случува тој раст што го имавме претходно што го погодивме. И сега сме повторно во една слична ситуација, поприлично иста како претходната, секако со мали осцилации, но очекувам повторно да го допреме дното во таа жолта фаза, каде што маркет капот на алткоините ќе се намали
значително, а со тоа доминантноста на биткоинот ќе порасне и кога ќе го допреме тоа дно, не очекувам дека ќе биде како претходното дно, но ќе биде во таа жолта зона и веднаш после тоа сметам дека многу брзо ќе се случи тоа, значи веќе стагнираме подолг период, нема толку маневри како претходно, така да ќе биде доста брз тој период. Според мене ова една анализа ми искочи сликава. Да, на место. Чека да сейвнам. Од омилениот мој, јасно. Од кој дечко, не го знам. Бенџамин Коен, брат. Од Бенџамин Коен сум го погодил, гледаш. 800.000 сабскрајбери, јасно. Вака, брат, на место е муавето што кажа, точно, ако може само се надоврзам на ова. Да, слободно. Значи, дечкото и понатаму останува на фактот дека обавезно ќе имаме повторно колапс, алтовите ќе добијат ново дно, не знам, тралала. Значи, еве да го погледнеме каде се наоѓа. Значи, еве, тоа он што го зборува да го споредиме со чартовите кои што јас ги поседувам и да видиме дали е истата ситуација. Перката со Бенџамин Коен. Брат, колку само, значи колку, ама само да ги најдам, мислам на Channel Outs беа, само секунда. Мислам дека не за кај ме анализира многу чартови. Мислам дека беа дека само секунда, значи тоа е Total 3. Вака, сега ќе испореди, значи Total 1 е овој, така, значи Total е практично кај што го имаме и биткоин, значи и биткоин, и стейблкоин, и Ethereum и се. Значи ова е Total Market Cap, така? Добро. Значи моментално гледаме дека е практично на нов all time high, така. Еве го без биткоин, значи со Ethereum без стейблкоини овдека, значи каде се наоѓа? Практично пред нов all time high, така. И еве го третиот што он цело време го дудла, значи еве да погледнеме. Третиот. Еве сега, ајде да направиме муав, ето он ми зборува за некакво си ново дно. Кажи ми, како е брат ново дно? Ајде, збор, значи еве погледни. Значи, ја разбирам дека не е на толку добра позиција како што е моментално на биткоин или првиот Total, така. Кажи ми, како овдека ти ќе допреш ново дно, брат? По која логика? Ти знаеш Black Swan, брат. Black Swan, он на тоа алудира. Значи, знаеш како, не можеш ти у стандардна техничка анализа да ми кажеш, абе ќе гледаме Black, не брат, не можеш да, значи, како можеш да рачунаш на Black Swan? Значи, Black Swan е нешто што не можеш да го планираш, се разбираме. Не можеш ти да кажеш, слушај, не можеш да го предвидиш, Да. Од друга страна, тоа што ја цело време го зборувам за овој што го дудла цело време, значи многу ме нервира. Сега ќе ти покажам зошто толку ме нервира. Еве, да биткоин ќе земе. Така, значи само да видам, мислам дека ваму ми беа, не, само да најдам каде беа анализирани, затоа што на различни ми се анализирани. Доволно. Само момент да ги најдам каде беа. Флипчарт. Имаш многу. Да, знаеш зошто? Ги имам чертовите, ама на некои се со нели означени ствари, на некои не се. Овдека се со означени. Сега тоа што цело време се обидам да го објаснам на луѓето што е. Ти и да немаат моментално напредок алткоини, тебе ти дозволуваат во многу подолг период да акумулираш за разлика од тоа што ти дозволува биткоин на пример. Така, зошто го велам тоа? Значи, стандардно, добро, зошто ги немам? Пример. Стандардно алткоините представуваат осцилатор. Кога станува збор споредбата на алткоинот со биткоин. Зошто? Тоа е стандардна работа. Ова многу пати сме го покажале, ќе го покажеме уште еднаш затоа што очигледно многу луѓето не го разбираат овој дел. Ама и он сака да каже како падне биткоинот пример 5, 10, 15%, дека алтовите поише ќе паднат. Ја не го пратам, али предпоставувам. Ама долгорочно, знаеш што ме нервира долгорочно? Уште еднаш ќе покажеме исто. Халвинг период, така, значи ова е стандарден халвинг циклус, така. Моментално ќе ги додадеме и Ethereum USD, значи ќе ги додадеме најдолгите кои што биле тука долго време, така. Значи TRX USD, значи ова се кои никој што тука 100 години, така. Значи XRP USD. Ова е само чисто да објасниме на луѓето дека значи колку и да изгледа тоа што он го кажува така, кога ќе го провериш, не е така. Зошто го зборувам тоа? Он постојано алудира на тоа дека треба луѓето да купуваат биткоин и ништо друго, така. Сега од два чартови ќе го објасним ова. Погледни ваму сега. Стандардно е прво да имаме памп на биткоин. Погледни. Го првиот bull market 2016 година. Биткоин памп, така. Овдека ги имаме и XRP, и Ethereum, и TRX. Три коини кои што веќе постоеле, така. Значи биткоин веќе направил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 месеци памп. Пред конечно да почнат алткоините да прават памп, така. Што значи дека почна ротацијата од биткоин во алткоин. Овдека можеме тоа да го видиме многу јасно и на Ethereum, и на Tron, и на XRP. Истата ситуација е овде, погледни. Значи биткоин направил памп, па дури после 4 свеки, 5 свеки веќе гледаме солиден памп почнува и кај алткоините. Така, стандардна работа. Сега, пратат.
пратат генерално, да. Ама јасно, само сега, знаеш што е проблемот, што ме нервира овде? Вака сега. Кога ти чекаш 5 месеци биткоин да заврши со пампот, што е попаметно да купуваш, биткоин или алткоин? Зошто го велам тоа? Еве го прост пример. Претходниот бул маркет на DOT, така? Ствари, DOT е премногу нов. Ајде да заеме некој кој ќе е подолг, значи да можеме да го Litecoin. Еве Ethereum ќе го земеме, наедноставно. Ethereum биткоин, така? Значи Ethereum биткоин е стандарден осцилатор чарт. Зошто го велам тоа? Еве ги бул маркетите, така? Значи бул маркетот 2016 година, кога биткоин се движел нагоре. Значи овде како да додадеме биткоин USD, чисто за споредба да видиме како се движеле. Само чисто да го видат тоа самите луѓе. Погледни сега. Значи прво доаѓа биткоин нагоре и затоа имаме outperform, така? Што значи дека моментално гледаме дека Ethereum буквално е целосно доминиран од цената на биткоин, затоа што биткоин се придвижил прв, така? Но што се случило после тоа? И претходниот пат тоа го покажавме. Биткоин направил скок од 2000%, Ethereum направил скок од 5000%. Ме разбираш? Истата ситуација во следниот. Да, нема збор. Затоа, значи ти тоа сакаш да им го објаснеш дека значи ти имаш поголемото трпение ќе им се исплати повеќе. Тоа е тоа. Значи еве ти прост пример. Додека истата ситуација, погледни, значи овдека биткоин веќе почна да се движи нагоре, така? Како се движи нагоре биткоин во 2021 година, гледаме дека прави outperformance на Ethereum. Затоа и овој чарт гледаме дека цената е ниска, затоа што биткоин има поголема вредност од Ethereum. Ама значи, пример, ти си имал месеци повеќе да акумулираш Ethereum пред он да скокне, така? Ама нема збор пример за него, он што кажува, он сака алудира поише на тој outperform на биткоин, што не можеш да му го одземеш, тоа е фактички така. Не му го одземам, управо, ама јас сега само што кажав дека прави outperform, така? Знаеш што ме нервира? Пак ќе те прашам. Кога биткоин прави outperform, а знаеш дека и вториот што иде, Ethereum, DOT, Solana, што сака нека биде? Знаеш дека ќе дојде до ситуација каде што ќе почне да он тука го тупи збори као демек нема место. Да, го сваќам. Нема логика, брат. Значи ти сега купуваш биткоин додека цената скака, а во исто време имаш стагнација на алткоини кои што се уште се ефтини и ти не ги купуваш биткоин. Да, он се наети сега, се и наети. Јас сум пример биткоин макси, ама јас се слагам, значи никако само во биткоин, значи јас сум рекол доминантно во биткоин. Но останатите 50%, 40-50% купувајте алткоини, значи ако можеш да добиеш и со едното, зашто да не добиеш и со алткоините? Јас тоа гледиште го. Ама но перформанс на алткоин не можеш да споредиш со биткоин. Алткоин секогаш ќе има подобро. Секогаш на дол брок од после удара тони, брат, затоа. Па гледаш сега колку глупаво е. Значи ти уствари што правиш? На луѓе ми викаш. Добро сега. Биткоин, а ти другарче сега купуваш биткоин, цена на биткоин е моментално он дека само биткоин купува, брат, и малку е суетен сега, тоа е. Ама знаеш што е проблемот, брат? Многу е лесно да кажеш купуј биткоин, а ти имаш 100 биткоина. Да. Да бидеме реални, тоа е што многу луѓе не го разбираат. Значи да се разбереме сите оние кои што гледаат нашиот канал. Скоро и да не постојат луѓе што ги гледаат нашите канали кои што имаат 100.000, не знам, повеќе биткоини. Не, таман мраво. Многу е лесно, брат, ти ако имаш 100 биткоини, тоаш што те интересираат алткоини, нема што да се замараш. Ја погодиш цената најниско на биткоин, си купуваш, доаѓа следен циклус си продаш, ни те интересира алткоини, немаш потреба да ризикуваш. Арно, ама повеќето од нас сме, брат, со 5 цифри максимум, така, да бидеме реални сега. Ба и он ова што го прави не е толку технички, брат, он поише фундаментално пробува нешто да јасно, математички, јасно. Математички, така да нешто друго во однос на другие чартови, Па, усклоп на овој се сите. Еве, пример, ова е слично со овој, каде што овој криптопател, значи го пратам дечкото, солидни технички анализи има, смета дека дното сега што ќе допре ќе биде негде измеѓу 40 и 50 илјади, што претходно се потврдува и со HRH и со топот горе и со долниот дел доле, кај што беше пред пампот. Така да не верувам, брат. Не верувам искрено. Со волку институционална и заинтересираност не верувам. Јас знаеш што ќе додам тука, знаеш зашто верувам? Баш тоа што го спомна, институционално. Јас искрено почекав малце да видам некои работи како ќе се случат, значи очекував со ETF-ов и повеќе ритейл секторот да добие навлијание, но сваќам после кога ќе ги пуштиме видеата ќе се поклопи муабетов што сакам да го кажам. Значи
очекувам дека сега со овие ETF и све, тоа е добро за публицитетот од една страна, но од друга страна, они ги правевме и у претходните подкасти колку од майнинг секторот го поседуваат, колку со CBDC сега пробуваат да влезат со многу држави. Тоа од друга страна е отвара vulnerability, како го кажам, несигурност, каде што они со толку посед во нивни раце од криптопазарот можат многу лесно, најмалце кога очекуваме, да направат еден таков шортич кај што ќе биде брз. Значи јас тоа го очекувам, една игранка шпекулативна, каде што они бап, не знам, падна бомба у Израел, бам и за 6 сати се враќа. Разбираш? Такво нешто очекувам. Они знаат кога ќе си го направат тоа, може само да шпекулираме и ние сега у таа зона влагаме, но јас сметам дека и голем ликвидит има на 50к, може се он претерал малце тука со ова 30 према 3.40 му е. Премногу, брат. Мене ако ја прашуваш, ова е премногу. Али ПСК-та очекувам да ја допре и текако, пошто прошлиот пат кога се деси, кога Иран кога нападна, оно допре 58-57к, значи не го собра тој ликвидити доле, така да очекувам да го допре. И сега овие чартови на брзинки уште двата да ги поели. Исто повторно криптопател и он сега иде во некоја премиум и дискаунт зона. Јас сум тука кај 0,5-ката, значи таму на 53 кај што е маркирано, очекувам да го допре и текако. Сега дали ќе допре испод 45, останува да видиме, ова е негова анализа. И уште имам уште ова и уште една или не? Тоа е брат. Тие. Не, тоа е друга. Ова исто интересна поделба што направил дечко. Сега ова е малце од поназад дека имам сейвнато. Значи веќе сме негде на 500 дена на пола, на последните 500 дена на пола. И еве може да видите, значи претходно кај што се 600 одбележани, он ги броел точно колку дена и сега ова на 500 му е предикција, може испод 500 а видат, може изнад 500. Јасно. Тука во првиот халвинг има, значи минимални корекции, но трендот е нагорен. Повторно тука имаме нагорен тренд и сега очекувам слична ситуација кај што се случила на 549 дена, сега обратно се бојата на свеките тука, зелената е во пат. Така да очекувам овој тренд така веќе го продужи, значи се потврди дека отиде нагоре трендот, уште пола од ова да кажам, така да веќе сме во таа трап фаза кај што спомна бул трап фаза претходно, што е нели очекувано е, да не се лажеме. Сега колку ќе биде дното, можеме да нагајаме, но јас сметам дека ќе имаме солидна позиција повторно да си докупиме, да си доакумулираме. Брат, гледано историски, ја мислам дека толку нема теоретски шанси толку ниско да отиде цената, барем нели сега веќе споредуваме нормално анализи. Што би рекол во ова, знаеш како, ќе го спомнам истиот пример што спомнав пред некој ден, знаеш што е многу битно ова сега на пример, која е разликата до претходните халвинзи и овој. Значи, ќе го земам овој пример, само 2 минути, дослушаме веројатно дека свија. Значи, гледај сега. Како го објасив на последниот, која е разликата помеѓу претходните халвинзи и овој? Значи го објасив, баш имаше на група на луѓе и ми дојде добар интересен пример и стварно испадна на место објаснувањето. Значи замисли фабрика за чевли, така? Значи најдобри чевли у град нема ко тие, само тие се и сега замисли дека фабрика за чевли произведува, да речеме, значи да направиме наједноставни броеви. 100 чевли произведува на годишно ниво. Така, циклусот една година произведува 100 чевли. Имаш 100 граѓани, што значи дека секој си купува по еден пар чевли и мирна работа. Така, на крајот од денот сите задоволни, нема големи придвижување на цената. Зошто е ова битно сега? Замисли што се случува со стандарден циклус на биткоин халвинг, како овие три. Така, значи ти понатаму имаш ритейл сектор, тоа се оние 100 луѓе кои што имаат одредена количина на капитал, да речеме имаат по не знам $1000, така. Значи секој од нив има $1000, може да си дозволи да си купи еден пар чевли и нема ни потреба да се тепаат. Знаат дека има 100 пара чевли, така. Сега што се случи? Кога ќе дојде стандарден циклус на халвинг во фабрикава, од ден во следниот ден произведува само 50. Што значи дека сега најнаш 100 луѓе, тоа е ритейл секторот,
се напреверуваат да купат само 50 пара чевли. Што значи дека 50 луѓе ќе одат боси. Се разбираме? И сега што се случи овдека? Значи дека почнува да се напреваруваат, секој става што повеќе пари за да успее да купи чевли додека чевливе не прекинаа да постојат. Така, значи ќе ги снема. Тоа е стандард на како функционираше до сега секој биткоин циклус. Затоа што само ритейл секторот беше заинтересиран да купи биткоин. Сега колку е голема разликата? Замисли сега истиот пример. Од 100 фабрика почнува да произведува 50 пара чевли, ама наместо само 100 луѓе сега доаѓаат од другиот град кај што има многу побогати луѓе, уште 100 души, кои што има не 1000, има по $10,000 од джеб да ги купат истите 50 чевли. Зошто викам дека е вака? До сега ние сме имале ритейл сектор кој што горе-доле има, сите знаеме колку пари има, така? Значи се знае колку имаш, брат. Пак речем 5 цифри да речем, така? Сега наеднаш ти доаѓаш ситуација каде што од другиот град доаѓаат луѓе кои што имаат не 10, 100 пати повеќе пари од тебе. Зборуваме за BlackRock, така. Сега што сакам да објаснам? И понатаму станува збор за 50 пара чевли. Ама сега имаш и дупло повеќе луѓе и луѓе со многу поголем капитал. Што значи сега ќе има многу поголем надпревар за тие 50 пара чевли и очекувам дека цената на чевливе во оваа ситуација биткоин ќе порасне многу повеќе од претходно. Се разбираме? И да не забораваме дека нема сумња. Ама чекај сега и сега да го објасниме дело со алткоиниве. Значи сега што се случува најнаш? Претходно, значи тие 100 си купуваат 50 пара чевли, така? И сега 50 се боси. Викам, знаеш што? Ама гледај, нему продаваат сандали, така? Тоа е Етериум да речеме, така? И сега најнаш одиш кај Етериум, почнеш да купуваш Етериум, Етериум с него одиш кај Солана, влечалки купуе. Влечалки с него одиш апостолки, не знам, така? И сега поентава што е? Сега најнаш доаѓаме ситуација кај што овие од другиот град не сакаат ништо друго, они сакаат биткоин. И тоа е тоа, они сакаат чевли, така? Они не можат да купат ништо друго затоа што се обврзани со биткоин спот ETF. Мора да биде спот ETF за да може да го купат кога станува збор за институции. Во оваа ситуација китовите, оние кои што акумулирале претходните циклуси, се тие кои што ќе го направат овој голем премав према алткоините. Само разликата, знаеш што ќе биде, брат? Сега зошто викам ја дека нема теоретски шанси да падне цената затоа што гледаме дека се извини само и овде кај тебе и овде кај тебе зелената линија не е некоја разлика од 50 како што можам да видам. Од прилика ти е долната доле, значи пред зелената. Каналот. Значи до негде каналот пак ти е тука негде, пошто ова е ме сваќаш по макро е кај тебе. Да. Епа види, циклусот е многу јасен овдека, брат, и се гледа дека се движи овој канал не промашил, гледај. Значи буквално не промашил. И овдека имаме многу слично. Па истото е во предпрошлиот халвинг, истото искочил малце од зелениот канал и сега истото го направил. Буквално исто. Гледај го. Плукнат 2016-2017. Плукнат, брат. Само пак ќе кажем, знаеш зашто верувам дека нема да се случи, брат? Значи, погледни што доаѓа пред нас сега. Како може да се случи, кажи ми, пат до тоа ако биде некој што викаш ти флеш креш. Баш тоа тема го земав денеска потенцијално Израел да го нападне Либан, да скокне Иран од целата ситуација, тоа ќе го зборуваме за некој. Ќе ги насскаат, брат. Не па тоа ќе го спомнеме. Ама мислам дека само така би можеле да дојдеме дека пониска цена, брат, премногу интерес има. Значи институции буквално се тепаат. Кога гледаш, ако не си го погледни го F13. Ама гледај, ние пример не сме лаком. Кај нив не смеш да ја исклучиш лакомоста, брат. Значи они се такви кај што сега имаат премногу, ама уште сакаат, брат. Да, точно. И како, значи, они ѓаволот ќе ги натера, брат. Они не се свесни, ја папец ги викам, ме разбираш, овие треба да ги пратиш, значи, овие што не водат се папеци, брат, сите. Крос. И ќе ги насаска ѓаволот, брат, и ќе направат глупост, време е лето, каде што сите мислат да го испрчат, да не кажам кој, и ме разбираш, значи, они се во таков момент каде што ќе бидат принудени да направат лоши одлуки. И ја мислам дека тоа ќе биде екстремно брзо, ќе опреспиеме, брзо ќе пројде. Може. Не викам не. Знаеш што, да се префрлиме на втората тема, верувам дека има доста поинтересен мовец, дека можеме до утре да зборуваме, значи оприлика смена. Јас само ќе кажам за вторава тема, значи можам, ќе ти оставам тебе повеќе простор, пошто имаш и портфолио се, ја ќе се извинам, не успеав да го реализирам тој, у прошлите подкасти кажав дека ќе имам. Зборуваме за мислење, не се сега тука ќе навестам дека спремам у позадина нешто, наскоро ќе имам и мој канал, значи каде што нема да биде значи нема да биде баш
на англиски, повторно ќе биде втор македонски канал како што е на Криптогемиџија, но малку јас нема проблем. Ќе пројдам малце поише у трейдинг делот јас. Ќе видите кога ќе дојде време ќе биде заедницата известена и сакам да кажам дека ќе се стрпите, ако у случај гледам дека има некои лоши вести, може да искочам на наредниот подкаст кога ќе го правиме со некои коини, но во секој случај сега ќе напоменаме десетина коини, да кажем, од прилика, ќе ги наборам сам. Сакаш прв да одам ја? Оди слободно, па јас ќе се надоврзам, пошто имаш брат тука, значи портфолио. Не, види, нема нешто премногу да должам, многу од луѓето ги имаат гледано, кај мене, значи јас имам соодветни апдејти на портфолио. Оно што сакам да спомнам посебно за овој bull market. Значи од искуството од претходните bull marketi, сега нема да го дрвам премногу со конкретни проекти, освен нели оние кои се поврзани со категориите, ќе се задржам на целите категории. Што досега научив од bull market? Значи генерално од еден цел bull market. Значи го следам уште од 2016-17 со майнинг на Ethereum. Тогаш за прв пат испаднаа smart contracts, нели? Тоа е практично првиот Ethereum. Категоријата на smart contracts. Значи здроби, така. Да. Следниот bull market имавме нова категорија. Значи пазете сега кои се новите категории и што прават. Значи откако испадна smart contracts, зборуваме за Ethereum, натаму нормално гледаме дека и понатаму, значи се гледа дека во топ 15 коини, топ 10 се layer 1, се значи smart contracts, така. Да. Следниот bull market, значи 2021 имавме DeFi и тоа DeFi згази, значи тоа беа токени како Uniswap што ги добиваа луѓе буквално како airdrop, значи airdrop ги добиваш и Uniswap отиде до $55, така. А ти си ги добил како airdrop и јадници токени. Сега, значи тоа се на некој начин категории кои што веќе се утврдени. Оние кои што требало да бидат шампиони веќе се поставиле, се шампиони, така. Значи Ethereum е најголемиот екосистем DeFi што сакаш, така. Uniswap е најголемата децентрализирана менувачица, точка. Значи нема, тоа е. 40-50% од вкупната количина на трансакции поминува преку Uniswap. Сега, од она што го гледаме моментално во овој bull market конкретно. Баш ме интересира што мислиш тука, брат. Јас сум малце послаб. Види, реално ќе има многу. Ја верувам дека ќе има многу шампиони во различни категории, но Artificial Intelligence и Decentralized Physical Infrastructure, ова ќе заедно. Чекај, што е второто? Кратенката? Decentralized Physical Infrastructure, тоа се оние децентрализирани проекти како што е рендер, кои што имаат физичка инфраструктура. Ко рендер, ме разбираш, ти продавам рендеринг power, ме сваѓаш. Компјутерски. Значи, брат, тука влагаат и овие сите што се, нели, Ocean, Да. Знаеш како, ги ставиш заедно затоа што се многу поврзани, ме разбираш? Зошто? Рендер матично многу се користи од таков тип на компании. Затоа што тебе рендеринг ти треба за шо? За график, за работа со било каков тип на графички дизајн, за artificial intelligence, за модели на вештачка интелигенција. Дефинитивно се сложувам со ова. Што значи дека многу често се надополнуваат едни со други, практично се неопходни едни за други. И вториот, ако мене ме прашуваш, ја верувам дека овоа ќе изненади и тоа ќе изненади. Internet of Things. Real World Asset токенизација. Брат, не да изненади. Каде е тоа? Сега ќе ти го покажам, значи вака. А го имаш тука у категорија? Да, сега ќе ти го покажам, само секунда. RWA. Значи гледај сега. Real World Asset токенизација, буквално пред 2-3 дена направив видео каде што објаснив зошто викам дека ова е моментално многу битна работа. Значи ја мислев дека сме далеку, брат. Еве ќе ти кажам отворено, мислев дека сме крајно далеку, затоа што кога беше Муамет ова е со извини, мислиш за токенизација на металите, така? Брат, на се. Значи Лери Финк испадна и кажа нас ни треба технологија за да направиме токенизација на се. Разбираме? Да, тоа дамна го првја. Обврзници, ресурси на се. И сега зошто викам дека е многу битно? Погледни ова. 2023 година. Ова е само државни врзници. Значи пази сега, зборуваме нешто што е најсигурно, така? Па и со златово Тетер сега, Тетер исто што направи. Да, сега ќе ти го покажам и тоа. И да го поздравам тука Игор. Значи он доста добри работи шерува у групата. Поздрав до него, од него го видов тоа. Игор ед Фарго. Да, е Витолчанецот, точно. Поздрав. Погледни ова. 104 од ова е кога? Од септември 2023 година.
Погледи го. Чекай, не може да го видиме, само секунда. 1 милиарда и 700. Се разбираме? 17 секси, тоа е ова само на државни врзници. Овде ќе имаш многу јаки проекти како Ондо, Арно, ама имаш и многу приватни, како Буидл. Буидл, ова што гледаш овдека е BlackRock. Што е тоа? Тоа ми искача цело време. Буидл е на Ethereum базирана, тоа ти е како само за институции направено да може да купуваш врзници, се разбираме. Значи у превод, ја правам да ги исперат малку. Да праши, гледај го ова, брат, гледај го. Почна, погледни кога? У март, гледај колку имаат моментално. Браво, има раз. Пола милиарда има и тоа зборуваме, брат, ова е месец. Значи, што сакам да кажам? Моментално тоа што се случува во институциите треба да ни биде да учиме, затоа што овие кога ќе влезат не влегуваат чекор по чекор, капка. Влего е другар че го зима пазарот. Ако не реагираш крај, завршила приказната. Зошто го викам тоа? Лери Финку неколку наврати испадна кога го добие биткоин спотитив уште пред да го добие, ти кажа вака. Да. Биткоин, но ни треба и Етериум. И зошто он веќе го направи во на Етериум? Те сега малце го зезаат Етериум со овие како беше тоа кратенката, не му ги апрувнуваат, некоја игранка има тука. Па нели сега ќе се вратам на муабетов. Нели со биткоин имаше една игранка со хакот демек влегоа едно друго, ама таа беше побрза, у неколку сати. Арно сега со Етериумов малце подолго го прават тоа, ме разбираш? Што и тука ми дава како хипотеза дека се спрема нешто, крчкаат нешто у позадина, као пример, не знам, ќе одложат уште некое време. Тоа се најголеми манипулатори на светот, тоа си управа. Не заборавиме. Тоа цело време го пратам. И ќе озборам. Сега пака, ова е веќе мериш добро и лошо. Зошто го викам тоа? Многу од луѓето вика, многу е лошо тоа што ќе влезе BlackRock у биткоин. Можеме ли да го спречиме? Не можеме. Тано е збор за нема прашање за пазарна економија, така? Значи ти BlackRock не можеш да го спречиш у Украина да влезе, кај што малку Церовки им фрли нуклеарка, се разбираме? А не биткоин, брат, кај што е слободна пазарна економија. Иста ситуација со Ethereum. Можеме ли да ги спречиме? Не. Арно, ама сега од друга страна, многу од овие што се нели, сега има тука оние вечни филозофи кога станува збор за крипто. Дечко, вака те прашам, како ќе правиме ние глобална адаптација ако не дојдат големи играчи? Како? Значи не можеш, брат, толку е. Гледаш како прв, втор, трет бул маркет и толку, брат. Се гледа колку може да собере ритейл секторот во ред. Имаше некои спрепки, нели, глупоста што ја направи Илон Маск, идиотот среде бул маркет испадна и каже биткоин не е зелен, морон. Арно, ама поради сето тоа со останативе, толку е ритейл секторот, брат, толку е моќта, се разбираме. Без капитал од големите играчи нема глобална адаптација. Од друга страна, еве ти прост пример. Дали ти мислиш дека ова што се случи преку ноќ, да заврши случајот со Ethereum, ти мислиш дека тоа е коинциденција? Не, таман работа. Него аз сакам да кажам дека они секогаш во позадина не го гледаат ние кои што го гледаме таа глобална адаптација. Ние го гледаме за добро на луѓето, а они го гледаат за лошо на луѓето. Пак ќе се вратам на тоа добро-лошо спрегата. Значи, они сакаат да направат адаптација, но само за нивна лична корист. Ние гледаме пошироко за заедницата, за финансиска писменост, да станат независни луѓето, така. Па они секогаш ќе го потенцирам ова. Немаат баш такви гледишта, да се разбереме. Никогаш нема да имаат. Има една новинарка, значи после кога ќе ги пуштам видеава, типкава се вика, значи сега ќе ти кажам. Whitney Webb. Не е проблем. Ќе дојде да завршиме со ова, пошто полека да преидеме целосно у темата. Whitney Webb се вика новинарката, значи како ги експознува и како им ги има фатено, дури она си има преселено у Аргентина намерно, пошто ако не може да докачат, јасно. Можеш што сака да се избори од таму. И све збори човече, ја не знам како од порано не сум ја начекал. Гостуваше на подкаст, баш ќе ти го пуштам целиот подкаст, ќе им го ставиш у дескрипција, препорачувам да го гледате. Значи, кај овој дечко беше многу познат новинар, има и радиостаница у едно Джими, може го знаеш нешто Джими. Многу се брат, не можеш да ги знаеш сите да го знаеш 100%, многу позната емисија и кај него гостува и така од таму се сите исечоци што ги имаат поставано по YouTube сите.
така да најдов интересен исечок, ќе ви го пуштам. Тоа што го спомна. Значи, не може да не ми каже некој дека воа не е капитал значи воа ти е буквално како функционира капитал. Погледни. BlackRock ETF Success Rate со SEC е 575 наспроти 1. Тоа беше, сега е 576 наспроти 1. Така. И сега со Ethereum е 577 наспроти 1. Така. Значи, и сега ќе направат уши еден ETF 8 ќе биде. Се ти станува јасно. Така да тоа што го зборувам ја, не може ти брат, значи само што му одобриле на BlackRock, на Fidelity и на Invesco. Прва, трета и пета најголема корпорација во светот. Овоа се корпорации кои што се поголеми од поголемиот дел од државите во светот. И сега ти најдеш Гери Гангстер, вика не може ја ќе го тужам Ethereum. Другар, па ти плата зимаш од BlackRock бе брат. Како ти ќе го тужиш бе брат? И најдеш сега некој сака да ми каже дека се премисли преку од Гери Гангстер, а? И преку од Гангстер вика, знаеш што, нема да готово за. Значи он Ripple брат, значи Ripple 3,5 години ги влечат. Арно, ама Ripple има ли ETF? BlackRock рекол ли ќе правиме ETF на Ripple? Има и XRP ги има. Има брат, ја те разбирам. Кога ќе дојде тоа е друго. Сега за сега тие што гледаме дека ги избрал BlackRock, што се случува? Никој не ги чепка. Па ќе кажам ја. XRP е следен, мене ако ме прашува. Не, брат, Solana ќе биде, за жал. Solana? Еве ти прост пример, гледај го ова. И мене не ми се веруваше, ама тоа е, гледај го ова. Не знам, не сум прател задне време, ама мислам дека пред 3 дена брат, не е за дека не си прател 3 дена. Ево. Значи веќе го прават у Канада. Копијаци. Да, така почиња брат. Значи првиот биткоин спот ETF у Канада беше, ево. Значи моментално аплицираат за Solana. Види, па ќе кажеме. Сега е ова 20 јуни пред 2 дена, човече, не сум го видел. Ти кажа брат, ново е. Значи го објави феќе, ама ти јас следам секој ден за тоа. Види, па ти кажеме, значи овдека сега многу луѓе. Зато XRP со BRICS отиде вака ги заева. Битно ли е кој ќе биде прв? Сега тука многу луѓе го промашуваат. Значи знаеш како брат, тоа што викаш, не ја гледаат шумата од дрвата брат. Значи прво, ја зошто толку се радував за Ethereum спот ETF. И мене ми е 3-14%, колку е моментално Ethereum у портфолио. Значи 14%. Ама не се радував толку за Ethereum што доби спот ETF, затоа што знаеме што ќе се случи следно, колку што се радував затоа што брат до сега биткоин сите знаеме дека ќе добие спот ETF. Проблемот беше Ethereum да добие, затоа што Ethereum е proof of stake, затоа што секс затоа е и стагнација. Сега брат, кога успеа Ethereum да добие спот ETF, многу од луѓето не разбираат. Дечки, отворена е вратата, готово. Сега сите ќе добијат спот ETF. Мене кој прашаш, ја видео направив пред 6 месеци, кога уште се зборуваше дали уопште и ќе аплицира некој за биткоин спот ETF. Кажав, сигурно ќе имаат сите и тоа верувам дека тоа ќе биде оној stamp of approval. Значи другарче кога ќе ти дадат да направиш спот ETF, значи дека веќе си прифатен на институциите. И зошто Добра, како се викаше тоа што го зафркаваат нешто кратенката со Ethereum, го заборај. Како беше нешто се Па тоа што ги кочи уствари од некоја комисија. Така што кажеш тоа што аплицира, не бе брат, не е кратенката. Знаеш што е проблемот? Најчесто знаеш што е проблем. Сега на пример, што беше првиот проблем со Ethereum? Ти вика нема стейки. Не дозволуваме. Ако ставите институциите да може да прават стейки на Ethereum, филинг некој S крос S цртичка 1, тоа не му го даваат. Да бе брат, да. Сега тоа е уствари, знаеш како, беа два образци. Првиот го помина, сега вториот треба практично практично што ти прават сега? Ти вика, слушај, имаш грешка у нели апликацијава, ваму, знаеш како го кај нас чистачките, извини. Што се на факултет. Ти фала дечко две маркици и подпис. Врати се утре. Ме разбира? Да, буквално тоа е муавето моментално, пошто може ми си се заебавам со тебе, ме разбира? И сега тоа е целава заебанци и тоа е уствари проблемов. Најголемиот проблем е мора и тука некоја манипулација да направат. Тоа е тоа што го зборам цело време. Мене искрено ќе ти кажам, значи дефинитивно, значи мора ги пратиме големите играчи, но да не им го одземеме, да не им го одземеме, како да се искажам, да биеме со отворени очи цело време кажувам, значи предпазливи, бидејќи они цело време имаат некоја позадинска игра, значи нон-стоп. Нив треба биткоинот за нив, не за нас. Тука е клучната разлика. Точно. Пошто јас малце сайферпанкски гледиште имам, сега го поддржувам првичното мислење
како Сатоши сметал дека треба да се развива биткоинот. Мене ако ме прашаш лично ова со биткоин ETF-ов и со сите ETF-и, значи базов што беше, малце како мене се ова лично мислење. Сметам дека е преизбрзано. Сега зошто брат преизбрзано? Биткоин спот ETF 13 години брате апликација. Први аплицираат уште од 2013-14 Winklevoss Brothers. Погледни ќе видиш, уште од тогаш има прва апликација за биткоин спот ETF. Они нагло се прешифтаа, као беа против и одеднаш как се гледа нешто ми мирисаше мене у старт. Не викам дека е апла, не е ништо да поделам скроз лошо, скроз добро, само анализираме што е добро, што е лошо. Еве ти брат, се ти е јасно тука. Кажи ми како можеш да имаш 577 успешни и само еден неуспешен? Значи, ете како. Значи, тоа е следна тема. Брат, они го водат сега. Ници у свет. Ти сега ние зборуваме за ETFs. Гледа го ова. Они воја пази престанаа да бројат. Значи, ова само чисто да ти кажам што може ова од кога е? А ние се чудиме, во до февруари. До 23 февруари не бројат. Нема потреба. Нема потреба, што ќе ги броиме кафенице, ме разбираш? Така функционира НАТО гериатрија селум. Што сакам да кажам? Ти на гомнава хебрејски, овие Израел, им дозволија другарче, што вика 2 милиона цивили. Тепај бе брат, ако имаш доволно пари, ти можеш и геноцид да направиш во 21 век. А не, ние зборуваме за 575 ETF. Лабаво брат. Значи, зборуваме за 10 трилиона корпорација. Лабаво. Значи се јавуваш ки Гери гангстери му викаш утре изјава с места. И профилот ке ти го хакирам. Сите знаеме што е, кого лажеме тие. Зошто вака не испа, пак ќе речеме ја, да е само Ripple. Зошто не испадна вака за Uniswap, ќе ги тужат. За колку, брат? Кај се еден куп ги има. Абе, јас знаеш што ќе кажам, дај Боже да има само големо глобално будење кај што ќе имаме што поише освестени луѓе, брат, само тоа ни е спасот. Друго види, моментално мене кој прашува што треба да имаме, прво се луѓе кои што го разбираат финансискиот систем. Нас у финансиите не ебат, се разбираме. Тоа на тоа луѓе. Нас у финансиите не ебат. Ти имаш ситуација во која што буквално живееш монетарниот систем ти еднаков на тоалетна хартија во боја. И тоа ама не сега веќе можам да го кажам со доказ, гледај го ова. Официјално 13 јуни престана да постои договорот за петродолар. Крај. Ова немаше нигде на вести по западњачки ве. И ние славевме тука пиво миво, ете така, значи сега тоа се што значи без покритие од петродолар. Значи станува збор за обична зелена. Ова е феста на годината, ако ме прашуваш мене. Сега може да се префрлиме на следна тема, мислам дека можеме тука. Да. Само знаеш што не сакам, само не го докажав дел, сакам само да го објаснам во дел со real world asset токенизација. Зошто мислам дека овоа ќе експлодира од нигде, брат? Значи се уште нема, пази, зборуваме за категорија која што се уште нема шампиони, се разбираме. Зошто го викам ова? Погледни ги други категории. Oracle се знае, брат. Значи друг нема, Chainlink, тоа е тој, се разбираме. Значи Chainlink гази, брат, и другие нема, нешто има шанса, така. Зошто го викам ова? Децентрализирани финансии се знае, брат. Тоа е тоа, Uniswap. Буквално, централизирани финансии, Binance се знае. Тоа е главен. Значи нема друг, така. И сега ако продолжиш најаке, брат, поголемиот дел од овие кои што веќе се ушалтале подолго време, на пример, lending borrowing. Аве, брат. Значи другите се 3 пати помали. Аве е присутен на сите блокчейни, тоа е тој протокол за lending и borrowing, така. И сега зошто го викам ова? Ние се ногаме у категорија каде што имаме прв bull market и за artificial intelligence и децентрализирана физичка инфраструктура, каде што верувам дека ASI токенов кои што го ствараат сега, моментално имаш нели соединување на AGIX, FET и Ocean, прават еден токен. Го знаеш тоа, претпоставам, следиш. Да, сам ASI се викаше. Да, до 15 јули. И сега па сега и тука малце манипулација прават со тоа, чекаат сите да се прешалат. Да, го одложија, точно. Ама знаеш како, вака ќе ти кажам, брат. А кој друг проект? Другите проекти се смешни, брат. И сега многу луѓе ми кажа, има пома маркет кап. Брат, не е само колку мал е маркет капов. Поентава е кој е тимов, што има, значи што може да направи, така. Сега ја не знам за другите, ама ја треба да ги пратиш, брат. Roadmap ова, она, значи има. Точно, значи треба да направиш дебело истражување. Што иновира, што прави. А ваму, брат, ти вика, 3 тима се здружуваат да направат поголем маркет кап, за да може да се напреваруваат со големиве джинови. Саки ти кажеме на интересни истражувања што испаднат денеска.
Знаеш ли дека повеќе од 50% од вкупниот пазар за Artificial Intelligence е во рацете на Microsoft? Знаеш до кој степен? Apple е толку назад у Artificial Intelligence, што моментално користи услуги од Microsoft, верувал или не. Провери, значи ова се јавни, сега да не ги бараме еден по еден. Што се кажам? Брат, ти ако Microsoft поседува 50% од вкупниот пазар на Artificial Intelligence, ти имаш монопол. Што значи ваков тип на проекти, кои што се децентрализирани, се единствената противтежа, ме разбираш? Затоа што Microsoft, Nvidia, Google, тоа е една страна. Воред тоа се различни корпорации, ама една страна. Што мислиш дека Google ќе ти даде повеќе од Microsoft? Да, може би за 1% кога се напреверуваат кој ќе земе повеќе, нели, клиенти на пазарот. Ама на крајот од денот само вака ќе кажам. Многу од луѓето кои што користат, нели, вештачка интелигенција, само вака ќе им кажам. Замислете. Вие добивате од вештачката интелигенција можеби 2%. Затоа што они вас ви дозволуваат, вака, те мрзи да напишеш состав и викаш ај состав за војна и мир, така. И едно време Artificial Intelligence и ти мислиш дека не знам, го имаш светот, така. А тоа е некој 0,0001% од капацитетот на вештачката интелигенција која што ја поседуваат овие корпорации. Оваа ситуација имаш блокчейн проект кој што е open source, што значи дека ти гледаш што прават. Од друга страна, голем дел од ова што они го прават е директно достапно на пазарот, кога зборуваме за ваков тип на корпорација како ASI, така. Значи единствената децентрализирана на некој начин контра, да речам, сила на Artificial Intelligence. А се знае, брат, тоа е идината. Гледаме дека таму и сега вака ќе те прашам, многу луѓе што ќе инвестираш во Microsoft, како ќе инвестираш во Artificial Intelligence? Како ќе инвестираш? Така. Значи ти инвестираш во компанијата Microsoft, ти не инвестираш во тоа што они го прават во Artificial Intelligence. Крипто ќе си купиш, брат, како? Така, значи ваму инвестираш директно. Со тоа што држиш дел од токените, ти инвестираш директно во технологијата. Сега ќе ни се љутат овие што се акцијаши, ама тоа е. Ај, немој брат акцијаши. Знаеш како? Јас сега нема да зборам ништо и зашто сега си ќутам, ќе чекам да заврши овој bull market. Знаеш што ќе направам на крај? Ќе направам едно видео, брат. Ќе направам едно видео и статистички, брат. Значи ја ги чувам сите купувања што сум ги направил на пазарот од првата. Си имаш, брат, се хронолошки запишано, си имам чартка што ги забележувам, нели, со точно на кој датум и ќе направам процентуална застапеност, еве ти колку проценти сум направил за секој од овие коини и еве кажи ми која од овие акции може да се мери. Една, Nvidia, другото, другарче, ни по точка разбор. Ништо, да. Nvidia, толку е, една. Ја не знам како пак скока цело време у корелација овој, нели, S&P 500, но не треба да го занемариме. Пак ќе треба да се прати тој секогаш. Знам дека го нормално го пратам, брат. Тоа ми е секогаш дел од техничка анализа. Али само да го пратиме, ништо повеќе. Да. Показател, тоа е уште еден показател. Ја зошто викам на луѓе, дали тебе ти менја нешто, колку бе брат, колку зошто цело време зборувам. Кога треба да си го мериме на песокот, многу едноставно отвори чарт и ќе видиме, така? Значи еве го S&P 500 да видиме што направило претходниот bull market и дали тоа нешто потенцијално вас би ви сменило. Така. Претходниот bull market беше почетокот на 2020 овде до 2021. 48%. Што ти сменило тебе 48%? Си ставил колку... Абе, и додај ги тие долеете од крашот, не се 100% се, брат, што? Никој не купил тука, да биеме реални, ама ајде што кажеш. 119%. Што ти сменил тебе? Значи прво ти бе брат, колку пари имаш ти што 119%? 100%, брат, нема имаш 1 милион, па си направил 2, ајде ќе те разбера. Ама тоа ако си купил потом. Ете така. Што ќе ти смени тебе, кажи ми, 100%. Што? И сега многу од луѓе викаа, абе знаеш, ама сигурно е. Брат, ако е за сигурно, стај ги у банка и нека ти стоа. И не се секирај. На штедна. Штедна книжка, баш така. И сега само на крај да завршам го, пошто никако да завршам премногу има за зборување. Decentralized Physical Infrastructure. Испадна вчера, например, IKEA. IKEA има софтвер, брат, кој што прави рендеринг. У превод, ти си правиш дневна соба, ме разбераш? Што сакаш елементи, чуда, воа, ноа, директно се поврзано на рендер. Се разбираме? Како се вика коинот? IKEA. IKEA фирмата. Јасно. Правиш поредба, да. Правиш дневна соба, ме разбераш? Буквално детали, салфетки, чуда, се. И тоа го спремале другаче 10 години. И вчера дечко испаѓа на видео и вика, сето тоа вика се процесира моментално онлайн на рендер. Ајде, чао. Рендер испадна брат и направи договор со Apple. Сите Apple направи мобилен, таблет, телефон, значи зини ова лаптоп, чуда,
Сите, брат, значи навечер ги оставаш, уклучуваш апликација рендер и процесирачката моќ ја даваш на рендер, така. Ја, например, работам графички дизајн, имам компјутер и не ми се доволно, ми треба побрзо да завршам работа, ми вика моментално за рендеринг, што треба да речем да го направам видео, ми бара 13 сати. Се уклучувам на рендер ми позајмува процесирачка моќ, 2 сати. Се разбираме? Јас си плаќам у рендер, ти практично лаптопов не ти треба, го оставаш, си легнуеш, он работи. Ти добиваш рендер токени, ја плаќам у рендер, мене работата завршена, ти си добил награда. Чиста работа. Баце, рендер има да изгази. Повторно, сега ова е моје мислење, нормално. Секој си одлучува за себе и голем потенцијал. Зошто реков дека Real World Asset Tokenization? Значи, ова се две категории кои што верувам дека допрва ќе имаат своји шампиони, допрва ќе се утврдуваат. Значи, ова е прв bull market. Real World Asset Tokenization е толку нова, брат, што има само одредена количина у обврзници на Мурика, нормално стейблкоини сите знаеме, но тоа е тоа, реално и стейблкоините се дел од практично ти токенизираш валута, така, токенизираш валута од реалниот свет. Овдека уште не е почнато, брат. Каде ти се тука ресурси? Таа ти што кажа тоа, ево, значи XAUT, тоа е уствари вториот по големина, моментално е 380 милиони токенизирано злато у противредност во тетер. Сега, што е овдека проблемот? Кај ти ресурси? Кај ти овдека нафта? Кај ти се сребро, никел, кобалт, чуда еден куп. После, кај ти се акциите? Значи, што вика Larry Fink? Зошто викам ја дека овдека треба, значи овдека кога ќе се појави securities, брат, кога ќе се појави securities, тоа е моментот. Зошто го викам ова? Имаш момент кај што сите акции во светот ќе бидат токенизирани. Неминовно, брат. Тоа се уште го нема тоа, али ќе се случи, да. Зошто викам ја? Сега моментално зошто сум толку преокупиран со оваа категорија? Треба да ги следиме, брат, најголемите играчи. Еве ти прост пример, само во ќе го спомнам и продолжиме понатаму. Слушај го сега ова. Treasuries, така, погледни кој е трет по големини играчи, и тоа не е трет, само така фиктивно изгледа. Ги гледаш овие OUSGN и тоа што е USDY. Да, втори трет. Тоа е еден проект, се вика Ondo. Ondo Finance, верува или не, го спомна тој, те слуша. Слушај го ова, брат, крипто проект, и сега погледни го, ако ги собереш третиот и четвртиот, тоа се два проекти кои што ги поседува Ondo Finance, има повеќе од првиот. Скоро до првиот. Значи скоро колку BlackRock. Зборуваме за крипто проект, се разбираме. Што сакам да ти кажам? Еве ти шампион. Повеќе има за 10K. Да, шампион у врзници за Мурика, брат. Разбираш? И сега моментално токенов се користи за практично, нели, гласање, оноа што има DAO и такви работи. Значи се мери со BlackRock, брат. Погледни до кој степен. И зошто викам ја, каде ти е сега ако ти испадне 10 милиони има повеќе, извини, не 10,000, него 10 милиони. Добре, може. Како и да е, не менја многу, ме разбираш, значи ова варира горе-доле. Мене што ми е идеала? Значи ако Ondo станал шампион у обврзници на Real World Asset Tokenization, каде ти е сега тука, значи стейблкоини се знае, тетер, така. Каде ти се commodities? Значи да, овдека ние имаме PAXG, Арно, пак ќе кажам, PAXG е само злато. Другите ресурси уште не се токенизирани. Каде ти е тука недвижности? Каде ти се тука security? Да. Real estate coming soon, ете го, брат. Така. Нема ништо, се уште Арно, верувам дека ќе има проект кој што сигурно ќе вози, ме разбираш? И сега поентава е да ги фатиме вие проекти на почеток тој ќе има многу мала маркет капитализација. Погледни колку има овдека, а погледни го тука Зверов. Ondo колку е мал, брат. Погледни ова. Апла на старте тој те слушав дека 1 милиарда, брат, значи ова е смешно. Препорачуваш. Значи не го препорачувам повторно, нели? Сега не може, знаеш ти, морам да го спомнам. Го планираш, извини, лошо се изрази, го планираш за портфолио. 1,6 милиарда, брат. А дечко е на исто место со BlackRock моментално по децентрализирани финанси. Сакам да ти кажам, така, што да ти кажам повеќе? Best buy. Исто не е финансиски совет. Ово е, да, никако. Ова е последниот проект што ќе го спомнам и можеме да продолжиме затоа што Јас само ќе ги набрам повеќето ги имаш тука, така да ќе ги кажам. Само ќе кажам уште еден проект за крај, Alchemy Pay, ја го стоев у практично lending and borrowing, затоа што не знам каде да го сврстам, знаеш што е толку битен, брат. Alchemy Pay е уште помал и од Ondo Finance, верувал или не. Ја не можев да си верувам колку мал. Alchemy Pay е многу добар коин. Знаеш зошто, брат? Моментално ти е главен банкомат во светот, брат. Најголемиот менувачи све прават Coinbase. Дебитните картички им се преку Alchemy Pay. Имаат лиценци од цел свет. Погледни, брат, 100 милиона, ова е смешно, брат.
А го користат токенот за онлайн услуги, ме разбираш, за да можеш да правиш на пример on и off ramp, значи овие се моментално главна компанија за on и off ramp низ цел свет. Најголемија корпорации што работуваат со нив имаат лиценци брат у Америка, у 3 или 4 од нели, пошто они се 52 држави, у 3 или 4 имаат лиценци брат за од Сингапур имаат лиценца брат. Никој не добија у Сингапур лиценца за финансии. Сакам да кажам, еден проект што верувам да ќе има доволно голем поели са. Јас на брзински брат, само пошто треба да преидеме у следната тема, нема да го должам многу. Значи еве ќе ви кажам класика покрај Биткоин, Етериум и БНБ, тие тројката ја ставам тука, секако без нив ништо. Ќе ги кажам Chainlink, Cardano, овие што се AGX, FED сега го ASI ќе биде. Со Ocean заедно, ќе ги ставам како еден како ASI. Овие swap проективе што се, значи како PancakeSwap, Uniswap, класика, тие ги спомнувам секогаш. VeChain и Alchemy P1 до другти се, ќе ги спомнам и нив. Малце од стариве шампиони од претходниот бул, сакам некои така малце подценети што мислам дека се. XLM, XRP у ист кош ќе ги ставам. Litecoin и Monero. Тие ќе ги кажам. За Monero препазливо брат. За Monero, баш заради тоа дека го плукаат цело време. И овој ми е многу интересен проект, овој ми е StoreJ, тој ми е исто добар проект, мислам дека наговестува доста. Па кажав околу 10-тина, ќе го спомнам и Рунето и Аваксот, тие и претходно ги имам кажано и ги закатранчив убаво. Така да, тоа е тоа од прилика. Не е финансиски совет, ќе се проширува дополнително портфолио, ќе искочам со поширока слика, така да и пратете ги кај CryptoGamija, имат доста добри анализи. Чекаме, ајде, чекаме. Колега у полево, нема, треба некој, ајде. Ти си понапред за алтови, ќе ти давам проц. Нема проблем, чекаме, ти само уклучи, ќе се уклучиме, не е проблем, ќе стигнеме. Фала, брат. Можеме да почнеме со следната тема, а? И DeFi као секторите ќе го спомнам, пошто не кажав ни еден кој но таму и DeFi пратете. Јасно. Со метаверс таму заедно. Мислам дека можеме уште еден краток дел, мада ја и ти краток некако тоа е мисловна имека, али ќе пробаме. Значи, мислам дека има доста битни работи што треба да се каже за Блискиот Исток и светска војна, ова ќе биде еден целосен блок, ја мислам. Можеме да се спомнеме на брзинка за овој дел. Верувам дека е доста битен. Знаеш зошто? Ајде сега воа, значи воа како почна, само го ставив чисто како момент, затоа што многу луѓе гледам дека како да забораваат од каде се тоа почне, што се случува. Значи, главно целиот овој проблем на Блискиот Исток почна од Газа. Мада ова не е локален и не е моментален, значи ова е 70 години конфликт, ова не е од вчера, ова не се првите луѓе што се убиени, ова се само последните луѓе што се убиени у 70 години, исто како у Егејска Македонија, буквално погром. Значи, убивање, иселување и така натаму, но нема да навлегувам у тоа. Идејата која е? Моментално, проблемот што мене ме плаши, како што кажа, последниот пат, значи нели го зборувавме тоа и така испадна. Кажавме, ако се прошири конфликтот помеѓу Иран и Израел, автоматски 40% од производството на нафта во светот е загрозено. И да не забораваме дека имаш мапа на која што активно можеш да видиш дека војните конфликти, да. Двата најбитни моментално, како да кажам, значи тоа се правци кои што го поврзуваат светот. Самиот процеп на Египет, значи каналот и во оваа ситуација каналот на Хормуз. Зошто се толку битни? Значи, овие два канали, првенствено, повеќе од 30% од вкупната количина на нафта поминува токму тука. И да е само нафта, се поминува тука. А ако се случи поголем конфликт, каде што потенцијално Израел би излегол во конфликт со Либан, кој што за разлика од Газа е директен, значи, овдека може да ги видите сите, кои што се, да речем, они се нарекуваат алијанса на отпор. Значи, ова се партнери. Па јас не би ги стели дека и Саудиска Арабија и UAE се сега баш не се толку анти-Иран фронт реално. Како претходно не се. Да, брат, ама Саудиска Арабија користеше оружје за да го одбрани Израел кога Иран прати вакво дронови. Ама сменето е тоа од одамна. Сега се потврди со ова што го тргна, нели, веста на годината. Мапа, чисто да им покажам кои се сојузници, зошто е Петродоларот го утепа Саудиска Арабија.
Точно, значи готова, заврши приказната, но муабетот е и моментално се уште не сме надвор од оваа криза. Луѓе гледам дека не следат. Еви прост пример. Ова не е од пред 3 месеци, ова е од денеска, од вчера. Значи моментално Израел веќе донесе одлука на тој нивни воен совет. Ете така, дека ќе влегуваат во Либан. Каде е овдека проблемот? За разлика од директно. Ете така, за разлика од Газа, проблемот во оваа ситуација е каде што Либан е директно во сојуз со Иран. Газа не е. Значи, де факто со Иран. Ете така. И моментално се што Либан има, значи не може овоа малечко местенце тука да биде толку опасно ако нема волку голем заштитник, така. Што значи, пак ќе кажем ја, директен напад на Либан е директен напад на Иран. Сирија уште е окупирана, брат, од војната не е оправена. Ево, и да е само воа. И ова, како беше таа долината, таму што имаат земено за резервите за вода. Ова е од Турција. Не, доле. На југот. Не, другово према Израел има, значи они веќе 40 години им го окупираат тоа за водните резерви. Јасно. Како се Левант, ако не се лажам се. Добро, како и да е. За тоа мислиме и двајца. Знаеш што ми е проблемот, што многу луѓе не го разбираат. Остави ја војна, сега многу од луѓе се фокусирани на тоа, што ме боли дека се колат, дека далеку е. Да, ама не е далеку кога станува збор за цените. Значи ќе те удри по џебот и тоа ќе те удри по џебот и ќе се чудиш како. Затоа што шедаш ќе напоменам. Цените на нафтата скокнаа веднаш кога имавме конфликт. Тоа го видовме сите, автоматски што се случи? Се поскапе. Значи буквално се поскапе. Овој скок што го гледаме овдека е ескалацијата помеѓу Израел и Иран. Дополнително ако го додадеме овдека значи USD, само момент. DXY, чекај бе, тој мисла метод кам друго, да, погледни. Значи, копие, така, како се движи нагоре цената на нафтата, така се движи на доларот. Ако доларот поскапе, се поскапело. Од друга страна, тоа што многу луѓе не го разбираат. Што мислите вие дека ќе се случи ако влезат во војна? Јемен моментално го запира целиот транспорт овдека, Иран го запира целиот транспорт овдека. Хутите и Иран се доволно да направат шок од 40% од скупната количина на нафта во светот. Автоматски се ќе поскапе. Лебот, шекерот, се ќе поскапе. Тоа што многу луѓе не разбираат. Ама не е ни Америка како предходно, они не можат со хутите, ова неколку пати го имаш споменува. Не можат со нив да се овакват, не па со цел Иран. Сега влегуваме вториот дел, ако мене прашуваш, што е многу битен. Значи сето ова е поврзано. Многу од луѓе мислат дека тоа е изолиран инцидент и дека нели. Не, мора се да пратиш, брат, мора. Значи, зошто им викам на луѓето толку битно? Погледни сега, да не забораваме дека во исто време покрај фактот дека имаш закана за да се запрати 30-40% производство, ОПЕК плюс и понатаму ги дига овие, да речем, рестрикции на производство. Најново што испадна сега, еве 2 јуни, значи ОПЕК се заедно сите, така? Да, значи па тоа сакав сега да им покажам. Значи ОПЕК плюс одлучи дека продолжуваат со рестрикции на нафта. И сега овдека само да го најдам моментот каде што сакам да им покажам како изгледаат. Еве. Значи зошто им викам на луѓето дека се е поврзано и треба да го следат сето ова и дека БРИКС е битен. Не е са јас сум про Русија, не дечко, многу е битно. Значи ОПЕК плюс, погледни кои ти се производителите на ОПЕК плюс. Саудиска Арабија, Иран, Русија, Ирак, цел свет малтене. Ама не само тоа, него погледни сега каде е битниот момент. Ајде видиме до претходно, а сега кои се членови на БРИКС. Саудиска Арабија, член на БРИКС. Обединетите арапски емирати, БРИКС. Русија, БРИКС. Така. Сега каде е битниот дел овдека? Кои се следни што сакаат да влезат? Русија не е у ОПЕК плюс? Ебе брат, еве. Така. Вториот меур, да. А што е тоа non-participant? Па гледај сега, ОПЕК ти се основните кои што го направиле, ме разбираш? Овие се членови на ОПЕК. Од после што дошло. Да. И сега, каде е моментов овдека? Погледни. Значи, Алжир е следен да влезе во БРИКС, така? Ирак сака да влезе во БРИКС. Овдека сега, Мексико, нели не им дадоа, им се јавија горе, им рекоа не може. Казахстан следен да влезе во БРИКС. Малезија, Индонезија следни, Венецуела со најголемото во светот следна да влезе во БРИКС. Конго веќе аплицираше за БРИКС. Што сакам да кажам? Сите што се ОПЕК се практично дел БРИКС или бидат. И сега ти практично на тој начин погледни што се случи. Кога они ќе кажат,
Нема бегање, дечко. Ти вика цената моментално на нафтата ќе ја манипулираме ние како сакаме затоа што значи буквално пролонгира. Тоа е тоа. Значи моментално поседуваат посебно од тој дел. Само мислам дека овдека беше запишано. Само да го најдам каде е. 43% од вкупното производство на нафта. Под нивна директна, се разбираме, под нивно директно водство. А од друга страна, ако ги погледнеш останативе членови, така, значи можеш да видиш дека поголемиот дел од нив се луѓе кои што се на страна на БРИКС. Америка колку посто има? Нема ни 20% Америка, сигурно. Без разлика, сам си брат. Значи кој ќе ти помогне? Кој друг? Баш ке они ликвид имаат, тоа им е слабост, они имаат ликвид овакво, у ликвидна форма. Да, нели тоа што имаат оние ископување таму чудо, како и да е. Идејата што ми е? Многу поскапо е тоа, брат, никој не ќе да го купи. Канада и Америка толку имаат, брат. Овдека гледаш што се случи. Тоа на сила. Брат се обединува. Значи, моментално го гледаме, овоа ќе предизвика енормна дедоларизација. Тоа што цело време го кажам на луѓето. Се случува. Брат, еве го, значи колку сакаат дека кажат, еве го, уствари, чек никога да не. Мене тоа ќе го сврзам со последното прашање кај што викаат кога светска војна, нема кога светска војна. Ти праеше претходно за конфликтите у светот, со точките каде се активни, каде не се застанати. Значи, со геополитичката анализа. Тоа е многу добро видео, да не го прекинуваш, продолжи ја го правиш. Да, обавезно. Само што попрво, брат, премногу видеа за тоа. И тоа сам да им кажам, значи, Третата светска војна нема да ти ја објава, таа се случува цело време. Значи, сите конфликти и да има некој застој ги обновуваат, еве, кај да се чека Тајван да рокне со Норд Кореја, еве, сега Путин беше, Украина не е застаната, Газа не е застаната, доле у Африка еден куп таму Сомалија, еден куп фронтови после колонии, брат. Нигер таму што беше. Овие други ги ослободуваат, точно. Ама знаеш како? Цело време имаме конфликт. Прост пример. Тоа што ја цело време го зборувам од Рей Далио, тоа е многу релевантно. Рей Далио Cycle. Значи, на слика само овдека и таа слика секогаш е пропратена со само да ви мислам дека овдека не е само мен кај. Значи има како буквално нели се разменуваат едни што ќе посееш, тоа ќе пожнеш, брат. Добро, за американциве, им се враќа, не се само они, брат. Не се само они. Тоа што сакам да го кажам, погледни сега. Ја сватија игра. Овдека имаш скок на практично на империи. Така, овдека првата ти е Холандија. Каде што Холандија се издигнала, била огромна и што се случува во низиниот деклајн некој наследува. Голема, нели, Мала Британија, така. Мала Британија 45-та практично овдека е веќе нели втора светска војна. Америка стапува. Кој следува Америка. Значи сега сме упректо. И сега знаеш што е проблемот? Што тоа е исто, зошто цело време викам на луѓето. Значи, гледај што се случува, нешто ти кажуваат. Значи, тебе брат на Сител никогаш нема да ти каже дека има промена у светот. Ти не можеш да чекаш Сител да ти каже да ти има. Значи, треба да го гледаш што пред да се случи. Така реално правиме. Зошто го викам тоа? Еве ти прост пример. Тоа ти е ко овдека сега да речем вров или колапсов на холандска империја, ти отидеш во Амстердам и да кажеш, абе воа ќе пропадне за 30 години. Нема шанси воа да се одржи, ме разбереш? Луѓето ќе ти се смеат, госпознаје ќе ти испукаат, така. Тоа е исто и сега. Ти луѓево, значи што ги познаваме ние, прост пример. Никој не живеел пред времето кога Америка станала велесила, така. Значи никој не памти такво време. И сега најднаш нормално кога ти уште пред 40 година Америка веќе била велесила и ја наследила, нели, Мала Британија, доаѓаме во ситуација каде што на луѓето име као, абе нема шанси, како ќе изгуби, ти што збориш? И сега тоа се поврзува на тоа што ти го збориш. Значи никогаш ниту еден од овие претходни преминувања од една во друга империја не бил направен без конфликт. Значи, овде ќе имало отворена војна помеѓу Британија и Холандија, каде што Британија буквално ја уништува целата флота на Холандија за да го превземе местото на Холандија. Британија и Америка нема званична војна помеѓу нив затоа што се практично сојузници. Втора светска војна Британија ги губи сите колонии во опит да се одржи на тоа што е, додека Америка буквално има енормно производство на се и помага на сите, нели, а практично не губи ништо, ниту една бомба не паднала на американско тло, ако го не го земеме, нели, Хаваи, така да на крајот од денот
Тоа е исто и оваа ситуација. Не постои размена на една и друга империја без да има војна, да бидеме реални. Следната велесила сите знаеме дека е Кина. Русија признава дека е Кина. Така, доаѓаме у ситуација каде што Русија вика, поради последните санкции, кај што санкционира Московската берза, значи само ЮН ќе се користи, нема никако долар, ни по точка разно, така. И сега, зошто цело рекам, значи ова е крајно поврзано, брат. Значи имаш целоса контрола на нафтата од страна на членките на БРИКС и гледаме дека се повеќе и повеќе членки на ОПЕК ќе влегуваат во БРИКС, што значи имаш контрола, значи целоса контрола. Имаш момент каде што активно, значи буквално излезе и Саудиска Арабија и каже дека излегува од овој сојуз, така, кој што досега беше незамислив, добро, кај ми отиде, ево. Значи незамисливо беше ти да кажеш $500 заврши, така. И па ти кажам, каде е ова? И пази сега, погледни од каде е ова, сега не е ова дека го измислил. Мукла, штама брат, никој не збори за ова. Погледни. Atlantic Council е од НАТО. Значи ова е страна на НАТО. Не, они ќе си објават, ама по медиумиве не го пуштаат, разбираш? Ма не смее, брат. Ти знаеш кој забрана ќе биде. Ти треба да им кажеш на луѓето дека зелената општа паника ќе биде тоа, брат. Што брат, крај. И сега пази се за ова да биде уште подраматично. Пази го ова. БИС. Ова ти е централна банка на сите централни банки, така? Да. Bank of International Settlement. Ја имаме збора. Јуни 2024 година. Погледни го моментов. Project M-Bridge. Project M-Bridge представува CBDC проект на Кина, во кој што Кина нуди на одредена количина на земји да се приклучат со цел да имаат помеѓу себе трансакции во дигитални юени. Кина, United Arab Emirates и да, они имаат Кина ме изненадува што како она е доста централизирана држава, ама пример за CBDC па сака да го направи поддецентрализирано. Сега дали ќе го направи, не знам, ама така најавува. Нема да биде, зошто да биде? Види. Тоа е валута, брат. На крајот од денот дали била децентрализирана, централизирана исти курат, само што ќе биде дигитална наместо да биде у тоалетна хартија, ме разбираш? Па они мислам се доста централизирана држава, затоа ме зачуди што кажуваат CBDC во decentralized ќе им било. Абе, тоа може би се однесува на останатите земји, на крајот од денот они имаат целоса контрола. Муабетот што ми е? Саудиска Арабија влегува буквално веднаш, пази, 5 јуни, а они на 13 испаѓаат од ова. Партиципант, да. Значи они веќе влегле во сојузот, ми сваѓаш? Сега зошто е ова толку битно? Пушти го клипчето мајките за Путин да видиме како се тоа поврзано. Ај таман и после овие и може полека у одјава да влеземе. Чекај, само потврди ми. BRICS прави систем. Ја верувам дека M-Bridge е системот што го гради за да го надмине доларот. Тоа ми беше муавет. Не разбираш? Да. И верувам дека тоа е системот. Чекај, ова вака го икснам да нема блек на скринот, се гледа скринот, така? Да. Мада ја не го слушам, а ти го слушаш, верувам. Така да завршено на сето ова, само да го сумираме сето ова. Погледни каде сето ова. Најголемите до вчерашни сојузници на Мурика се движат кон БРИКС. Доаѓаме ситуација каде што указан, веќе кажано се најавува блокчейн проект кој што ќе биде матичен за сите БРИКС членки. И во оваа ситуација сега каде се движиме? Ако погледнеш тоа од тој аспект, имаш нови членки кои што сигурно ќе бидат, значи многу, веќе има најава за повеќе од 50 нови членки кои што ќе влезат во БРИКС. Не верувам дека ќе влезат сите заедно, гледаме дека ги бираат каков тип на ресурси имаат и колку се стратешки блиски, сега не е ни битно да карикираме у тоа. Идејата која е? БРИКС веќе, ако го успеат да го направат тоа, очигледно го направиле, чим Путин испална да го најави, значи ја верувам дека е овој M-Bridge, каде што претпоставувам дека сите членки на БРИКС ќе се приклучат на овој M-Bridge и ќе може помеѓу себе да тргуваат во дигитални валути.
до сега тргуваа во меѓусебна заема. Така, се надевам нема да направат истата грешка како Америка да пробаат да го фураат тоа централизацијата на најав. И да се случи тоа, да се случи многу далеку од сега, се разбираме? Да. Идејата што е сега моментално, значи зошто е тоа клучно и многу луѓе не разбираат. Значи финишот на оваа приказна е крајно битен за нас. Ако дојде да се примени овој систем, да го прифатат сите овие членки на БРИКС, доаѓа до излегување на сите овие членки надвор од SWIFT. Ако не се користи SWIFT, имаш енормна количина на долари кои што веќе не ти се потребни. Што правиш со доларите? Ги вракаш назад на Мурика. Што ќе се случи кога во Мурика ќе дојдат огромни количини на долари од цел свет? Мурика моментално има 60% од вкупната количина на тоалетна хартија во зелена боја надвор од собствената земја. Затоа што на Мурика не се толку потребни долари колку тоа и сака да го направи кога ќе видиш. Ама тоа ако го направи, брат, заврши приказната. Зошто? Ако сите тие пари се вратат назад во Мурика затоа што не го користат SWIFT, доаѓа до хиперинфлација. Што се случи кога ќе дојде? Па ќе направат. Ама порано или покасно. Неизбежно. Значи ќе се случи, да. Тогаш ако имаш злато, тогаш ако имаш биткоин, тогаш ако имаш било што не е валута, тогаш ќе видиш што е милиардер. Така? Тогаш ќе ги собираме плодовите, брат. Ето така, ти ги метеме по улица зелената хартија. Ајде. Ја мислам дека може да ги пребацам сега на кратко да чујат. Да, Јас само потврди ми те молам дали ќе се слуша пак добро. Мада брат, ја клипчево со Путин поради некоја причина не го слушнав. Може би само тоа беше некој проблем, но сега ќе видиме. Се слуша 100%. Ќе го пуштам малце Артур Хејс. Добро, мислам дека доволно беше. Мада за жал јас стварно не слушам ништо, али ако имаш ти да кажеш нешто околу клипчето, кажи, не знам зашто јас не можам да го слушнам. Кажи си ти што мислиш, слободно. Мислам дека ќе се слуша. Дај Боже, како и да не се слуша, јас ќе ти ги испратам, ќе ги ставиш у дескрипција и кратките и целите видеа што ги имам. Сега сакам тука, значи има, ја спомнав Уитни Веб. Иначе Артур Хејс ги спомна исто притисокот од мајнерите, нели, ако не се на 70 и не се профитабилни, па тука гледаат дека не иде нагоре, има паник селинки од нив, тоа не го спомнавме, така да и тоа го спомна у видеото. Се надевам ќе го чујат и кажа дека е време на лоши одлуки. Со тоа се сложив со него и го помна предходно. Тоа што кажем Никола, значи овие видеа ќе бидат ставени во дескрипција на нашето видео, ќе може да ги најдете во цела верзија, така да погледнете и тоа се луѓе кои што се многу време на пазарот. Релевантни, да. Ова е сега Уитни Веб, значи јас само на кратко ги пуштам, пошто и така не сакаат од одма, сега може сакаат поише нас да не слушаат, така да чисто онака најава да направам. Ќе пуштам сега Уитни Веб. О милениот е. Жабок.
Значи ова ни се поклапа со муаветот. Она алудира цело време дека некои cyber security агенции таму дека спремаат cyber атак, дури дека на веб јавно тоа го кажувале и сите тие работи. Така да затоа јас не го исклучувам тоа. Ке си слушнат, значи новинаркава намерно си има одселено од Америка за да може овие работи да ги зборува. Мене штета што не сум ја дознал порано, али прочепкав по интернет и така ја најдов. Значи ова дури кај тој човекот Джим има гостуван. Така, сакаш да кажеш дека нема демократија во Америка? Тоа сакаш да кажеш што луѓе што гледа видео? Сакаш да кажеш дека луѓе кои Асанж и кој Сноуден бегаат од Америка пошто не може да кажат што мислат? Снимаме на ден на парада, седи и ќе не направат берба. Сега нема да го објавиме утре, ќе биде, ама нема врска. Поздрав цела педерска заедница, како се пропусти еј. Значи, немојте... За инат не го пуштаме денес, за инат, на парада. Добре. Така да се знае. И сега мислам за крај тука, значи имам само дечко, ово исто имам респект за него, ово е фактички од Ел Салвадор, Макс Кајзер. Сакам него да го пуштам. Доста е, брат, овој, значи, буквално како ти ги спомна зборовите, се што ги кажа ти само на англиски. Вика, понзи шема, дедоларизација, БРИКС настапува на сцена и кога ќе се деси луѓево, кога ќе искочат, кога ќе им светне углаа колку е сад, ќе имаме тоа што го наговестуваме цело време. Така да, топ се поклопи у муабетов ова, као за на крај, брат. Има што да се збори, значи ја и ти ако почнеме тоа ше една ноќ малку, така да можеме да ставиме нешто и за следните подкасти. Мислам дека да завршиме полека. Да. Никола, благодарам многу што дојдеш, што повторно се врати назад, значи верувај ми. Сакам да кажам, знаеш како, имам гости, ама ретко со кој можам да се погодам многу и да се надополнам, ме разбереш, плюс има доста што да се слуша, синергија, брат. Да, поради ова, значи пак ќе напоменам, се надевам дека нема да треба уште 7 месеци пред следниот подкаст. Пак ќе кажам, ако треба ќе те бараме со потерница, заедницата, вклучувајќи ме првенствено, мене сме заинтересирани. Така да ти благодарам што беше дел нормално од ова наш подкаст, барем според мене е доста успешен. Се надевам дека научите нешто од она што го зборувавме. Се надевам дека нормално ќе го следите нашиот канал и понатаму, да се надеваме Никола ќе направи свој канал, па тогаш ќе имаме и многу повеќе кооперација очигледно. Така да му благодарам уште еднаш, ќе го оставам онда се одија и за крај нормално и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија. Повели, брат. Фала ти, брат, уште еднаш на поканата, добро дружење имавме. Очекувам добар одзив и од заедницата и дека ќе им се допаѓа ова што го правиме и конкретно ова видео. Ќе гостувам и на понатамошни видеа, така да бидете у тек и пратете не со сите новости, поготово Криптогемиџија, пошто Дейли цело време шерува и мора пропс да му даеме за трудот. Така да, поздрав заедница, пис. Дечки, многу битна работа. Сеете дома, гледајте Криптогемиџија, не испајете надвор педери шета. Поздрав. Поздрав. Ајде.